Продолжуваме со проучувањето за хероите на верата. Во посланието до евреите 11 глава, апостол Павле само го споменува Самсона по име. Ние пред месец дена веќе почнавме со него во Судии 13 глава. Па ја би сакал за почеток повторно таму да отвориме. Да отвориме во книгата на Судиите, 13 глава. Да се подсетиме на почетоците на Самсона. Значи, како се родил Самсон? Се сеќавате? Самсон, родителите на Самсон не можеле да имаат деца. Конкретно, вториот стих кој го читавме, вели дека жена му на Маној од Дановото племе беше неплодна и немаше деца. Кои други случаеви ви текнуваат овакви? Сара, после? Добро. После? Да. Ана, после? Елисавета, да, во Новиот Завет, за неа најскоро споменувавме. Што ни кажуваат сите овие случаеви? И се вели дека и родителите на Дева Марија исто така, иако тоа не е библиски податок. Имало многу семејства во Израел, кои што биле бездетни, кои што немале деца, кои што не можеле да имаат деца. А во случајот со Аврам и Сара, значи тоа ни случајно, значи целосно надвор од сите физички, биолошки закони. И што прави Господ во овој случај, во вакви случаеви? Господ интервенира ваквите семејства да добијат дете. Зошто? Затоа што родителите копнееле по дете, родителите копнеат по дете. Што значи тоа? За прослава. Значи, таму каде што сакам да се задржиме на овој момент, инаку јас не се брзам да го завршиме Самсон. Може да фати и многу заводи. Но сакам да ги исцрпиме сите битни лекции за верата од неговиот случај. Знаете зошто? Затоа што Самсон често пати, како и Андреј последен пат пролетоска, се споменува по неговите грешки, неговите слабости, значи по неговиот неуспех. Меѓутоа е еден предизвик до сите вас. Апостол Павле го споменува Самсон меѓу хероите на верата. Така? Има херој на верата за кој што не их проучувавме, например, бидејќи Илинден се падна во сабота, па зборував тогаш за пророкот Илија, но Илија, например, не е споменат во Евреите 11 глава. Што не значи дека не е херој на верата, не ги споменал апостол Павле сите, дури оние што ги споменал и после вели и
И мнозина други, што не ги споменав. Но Самсон е споменат. И сега, ако ви поставам прашање, пошто е Самсон херој на верата? Што ќе кажете? Што може да научите од Самсона како пример за вера, не како пример за неуспех? Не како пример за мала вера, за слаба, за колебливост, за неверство, за утка, промашување, пад, слабост. Туку пошто е Самсон пример за вера? Само кај смртта ли ќе отидем? Видите, ја размислав за тоа прашање и прво што се наметнува е последниот. Значи, крајот. Крајот. Па добро е што крајот е толку славен. Толку славен и за самиот Самсон спасителен, слава на Бога. Иако не е мала работа да ти бидат ископани очите, што значи со гревот нема играње. Се заврши на крај добро, но за своите пробашувања, слабости, непобедени слабости и гревови Самсон скапо платил. Но ајде, само смртта ли е? Само последниот чин ли е пример на вера? Ајде на самиот почеток. Се сеќавате ли кога беше за Мојсей пролетоска во Евреите 11 глава, како беше оној стих, со вера Мојсей откако се роди, што беше криен во кошница и така натаму. Чија вера била тоа, кога Мојсей бил бебе, на родителите? Така. Кај Самсона постои тоа, тој елемент. Да. Да го повториме третиот стих. Значи, ангелот Господов и се јави на жената на Мануе. Рада имаше поставено прашање како се вика она. Иако Библијата не ни кажува, сепак традицијата на македонските предци ни дава одговор на ова прашање. Така што ние може да наречеме Маноица. Сега. Ангелот Господов и се јави на Маноица и рече: ете, ти си неплодна и немаш деца, но ќе зачнеш и ќе родиш син. И сега, тука во вашите Библии кој интерпункцијски знак постои после ова? Ќе зачнеш и ќе родиш син? Точка? Некаде точка, некаде запрека. Точка запрека. Така, тоа не е точка. Знаете што сакам да потенцирам? Кога се молите за нешто што го немате, во случајов деца, некои што се молеа за деца, и што природно не може да го имате. Природно, значи, човечки, се што сте се обиделе, се што не може. Значи, ако единствено зависи само од Божијата надприродна сила за тоа да го добиете, ако Господ ја вослиши таа молитва, ако тоа ви се даде, со која цел ви се дава? Например, родителот може вака да ви: Господе, те молиме, со години не можеме да имаме деца, јас и мажот, те молиме, подари ми едно детенце. И сега, ако Господ ја исполни таа молитва, што е целта?
Дали тука се става точка? У смисло, фала ти Господи, ми даде дете и така натаму. И сега ќе се живееме, од сега натаму ќе се живееме со детето, како да сме го добиле по природен пат, односно, како да немало потреба од специјална војна Божја интервенција. Дали така се однесувале родителите? Што во Библијата што барале дете? Не. Значи, кога бараш нешто од Господа, што природно го немаш и не можеш да го имаш, колку год да се трудиш, ако Господ ти го даде, ти го дава, ќе ти го даде за специјална потреба. Значи, нема ти го даде за обичен, да си продолжиш да си живееш обичен живот како дотогаш. Дали ме разбирате? Ако Господ реши да ти даде по надприроден пат нешто што природно не можеш да го имаш, тоа ти го дава со специјална намена и специјална цел и ти треба да ја разбереш таа цел. Значи, тоа е посветено и за света употреба. Бидејќи начинот на кој што си го добил е свет. Не си го добил по обичен, по природен пат, ниту си можел да го добиеш по обичен и природен пат. Тоа се однесува и за здравие. Еве, болен беше царот Езекија, му рекоа дека ќе умре. Кутриот почна да плаче, да се моли, не сакал да умре. Господ го продолжил животот, му дал 15 години, дори однапред му рекол колку. Со која цел? Да го прослави Бога. Но што направил царот? Значи, царот продолжил да живее како да не се случило тоа, значи како да не се разболел. Дали е исто? Еве, сум бил здрав, се разболев, Господ ме исцели и сега дали е исто како да не се разболев? Дали е исто тоа? Дали е исто? Дали е исто си умрел, Господ те воскреснал, еве Лазар да речем. Лазар умрел, Господ го воскреснал и сега дали Лазар продолжил да живее исто како да не се разболел и како да не е умрел? Се разбира, не. Тоа е огромна разлика. Значи, животот кој што е или сочуван на надприроден начин, или вратен на надприроден начин, или добиен сефте за дете на надприроден начин, е нешто посветено. И тоа треба да го разбереме. Господ никогаш нема да ни вослуши молитва само заради мој кеф. Туку ако ми ја вослуши молитвата за нешто што многу го сакам, е за специјална негова намена. И тоа треба да го разбирам, уште на почеток кога ќе го добием. Тоа треба да го разберам дека е така. Господ тоа го направил за некоја своја цел, за некоја своја намена, а не само за да мене ме задоволи. И сега ангелот Господов, да повториме, и вели на Маноица, дека, бидејќи и го најавува синот, затоа пази се, вели, не пи вино и друг алкохолен пијалак и не јади ништо нечисто. Зашто ете ќе зачнеш и ќе родиш син. И брич нема да ја допре главата негова, зашто од самата мајчина утроба тоа младенче ќе биде назиреј Божии. И ќе почне да го спасува Израел од рацете на филистејците. Еве таа специјална намена. Како звучеле овие зборови? Што мисли? Како на мајката извучеле овие зборови? Може ли да си го замислите тоа? Израел 40 години стенка под филистејско робство. Рековме 40 години не се малку.
генерација, библиски генерација. Да. Не се малку. Сите тука млади при 40 години не беа родени. Кој од вас живееше 85-86 година? Сите што сме стари. Уште малце, ти си млад. Уште малце Чернобил ке наполни 40 години. Се сеќавам, бев 6 одделение, четврток беше, се вратив од школа, прва смена и кажа на вести што се случило. 40 години. Зема си да бидете под робство през сите на предходни 40 години. А 400 години? Како па тоа било? И сега, дали, бидејќи израелците, не само тие, почнувајќи од баба Ева, они очекуваат спасител. Го кажавме истото во случајот со родителите на Мојсей. Секогаш, значи, од Адам и Ева наваму, секогаш Божиот народ живеел со вера дека Господ ќе испрати спасител, ќе испрати Месија. Кога се родил Мојсей, дали мислеле дека тој е тој? Ева кога го родила Каин, дали мислела дека е тој? Да, Ева мислела дека првото бебе што го родила е тоа. Кога се родил Самсон, или кога вака бил најавен, дали родителите помислиле дека тој е тој? Да. И сите наредни такви случаеви. Секогаш самата идеја за Месија на некој начин во нивните умови и срца го правела тој ефект, што ако треба Господ да подигне некој посебен, специјален ослободител од некој конкретен проблем за таа генерација, тие автоматски таквата најава ја поврзувале со пророштвото за Месија. Тоа било многу природно. Иако ниту Мојсей, ниту Самсон не биле Месија. Но, што биле? Секако биле една предслика за Месија. Зошто жената не требала да пие вино и друг алкохолен пијалак, да не јаде ништо нечисто, и детето што ќе го роди брич да не помине по неговата глава? Господ го најавува детето како назиреј, дека ќе биде назиреј. Рековме што беше назиреј, но ова е нешто многу специјално. Назиреј уште од мајчината утроба ќе биде назиреј. Ова е нешто што го гледаме подоцна само кај Самуил и само кај Јован Крстител. И тоа не толку кај Самуил, колку што кај Јован Крстител. Самсон станува назиреј не по свој избор, не по свој завет, туку како? Чисто по Божја волја од почеток. Уште пред неговото зачнување, значи уште пред да постои, пред неговото раѓање, најавене, определене да биде назиреј. И тоа цел живот. Зошто така? Затоа што Господ му подготвил специјална задача, специјална мисија, специјална намена. Што мислите вие? Дали вашиот живот
има некаква намена во Божиото дело? Дали некој го најавувал вашето раѓање? Дали се чувствувате специјалци во Божиото дело или само обични учесници, обични припадници на Божиот народ? Никој од нас не бил специјално најавуван овака. Значи, не сме Самсон, не сме Јован Крстител. Но што сме? Не сме Дева Марија. Но што сме? И не може никоја друга жена не може да биде Дева Марија. Но што сме? Остатокот, добро ти текна. Остатокот е нешто специјално во однос на целиот Божји народ. Значи, концептот, идејата за остаток. Размислувајте за тоа. Понатаму читаме во 6 стих, жената пак дојде и му каже на мажот свој, велејки, човек Божји дојде кај мене и лицето му беше како лице на ангел Божји, многу страшно. Какво друго може да биде? И јас не го прашав од каде е, а тој не ми го кажа името свое. Но тој ми рече, ете ке зачнеш и ке родиш син. Затоа не пии вино и друг алкохолен пијалак и не јаде ништо нечисто, бидејќи детето од самата мајчина утроба па до смртта своја ќе биде посветено на Бога. Ево, едно толкување како мајката на Самсон го разбирала Назирејскиот завет. Рековме и проучувавме, тоа бил за еден специјален завет за посебно лично посветување на Господа. Кажешме, немало врска со монештво, но во случајот на Самсон цел живот, од почетокот до смртта, од зачнување до смртта, требало да биде специјален назирејски живот, специјално дете посветено на Бога. Како реагирал таткото на овие зборови? И Маној му се помоли на Господ и рече, Господи, нека дојде пак кај нас човекот Божи, што си го испратил, и нека не научи како да постапиме со детето што ќе се роди. Интересно. Значи, како реагира Маној? Дали вака реагира? Кога ги слушна зборовите на жена си, добро, во ред, и продолжува постаро, и сега ќе чекаме жената да затрудни и така натаму. Дали така реагирал? Дали рамнодушно реагирал? Не. Како може да реагираш рамнодушно на вакво нешто? Маној исто така се исплашил. Се исплашил затоа што, од што се исплашил? Се исплашил од оваа специјална одговорност и специјална служба за нивниот најавен син. И почнал да се моли на Господа, Господ пак да го испрати ангелот, за да не научи. Па што да, нели ангел ги кажал инструкциите? Што е сега проблем? Дали се наоѓате, дали се нашле во ваква ситуација? Господ ви испратил порака, а вие пак сте збунети, се однесувате збунето, чувствувате тежината на одговорноста, чувствувате, значи, не сте рамнодушни, но се чувствувате збунети, безпомошни и сакате понатамошни инструкции. Дали сте се нашле во таква ситуација? Дали е лошо да бараме понатамошни инструкции? Не. Меѓутоа, дали Господ не бил доволно јасен во она што го кажал? Дали не бил доволно јасен? Господ бил доволно јасен, но така, кога ние
ја чувствуваме одговорноста дека ги надминува нашите сили, способности, тежината на одговорноста, тогаш се чувствуваме безпомошни и сакаме понатамошни инструкции. Ајде споредиме со другите родители. Дали другите родители што ги споменавте во вакви ситуации, како тие реагирале? Пример, дали Дева Марија се исплашила кога е било речено дека она ќе го роди Божиот син? Дали се исплашила или како реагирала, се сеќавате? Мајката на Самуил, Ана, се исплашила или како реагирала? Сара се исплашила или како реагирала? Тоа беше поинаков израз на неверство. Во случајов, родителите на Самсон не реагираат со неверство, току многу сериозно ја свателе пораката, но се чувствуваат недостојни за својата улога, се чувствуваат безпомошни, се чувствуваат слаби за да ја исполнат тежината на одговорноста. Што е толку тешко? Што било толку проблем? Да не пиеш алкохол и еве нека биде и да не јадеш грозие и да не јадеш ништо нечисто, тоа за нечистото, тоа веќе било обврска за секој израелец. Што е тука проблем? Проблем е тоа? Значи, од каде произлегува чувството на недостојност? Чувството на дека е претешка одговорноста? Од каде произлегува тоа чувство? Тоа е истото чувство што го почувствувал апостол Петар, кога ги извлекол, вчера проучувавме за тоа, мрежите полни со риби на Христова заповед, а пред тоа цела ноќ ловеле и не уловиле ништо. Елена Вајд вели дека ноќта по природниот закон, ноќта била згодното време за ловење риби со мрежи, па ако ноќта ништо не си уловил, тогаш преку дења немој да се надеваш дека случајно е можно да фатиш нешто. Но по Христова заповед, тие извлекоа мрежи полни со риби среде бел ден, значи тоа било нешто неприродно, односно надприродно. И како реагира Петар на тоа? Петар, иако повикан да биде апостол во Христовото дело, тој реагира со чувство на длабока недостојност. Господи, излези, оди си од мене. Со други зборови, немој да имаш работа со мене. Јас сум грешен човек. Дали ваквото чувство Исус, напротив, баш тогаш му дава поголема служба од дотогашната, значи дотогаш само обичен следбеник, а сега од сега натаму апостол, од сега ќе бидеш ловец на луѓе, му вели. Чувството на недостојност, дали е добро или е лошо? Чувството на недостојност спрема некое Божие дело што треба да го завршиш. Дали е добро или е лошо? Добро. Зошто е добро? Затоа што тоа те понизува и понизноста отвара простор да Божјата благодат да делува. Ти се чувствуваш слаб? Да, добро што се чувствуваш слаб. Затоа што со тоа создаваш простор, само сега постапи со вера. Тоа е разликата. Ти се чувствуваш слаб? Да. Слабоста дали те тера да сакаш да се повлечеш од дадената одговорност? Да. Природно те тера да се повлечеш. Господен, Мојсей што рекол? Господе, не ме бива мене за пророк. Ја дури и пелтечам. Му текнал изговор. Пред Господа не постојат изговори. Природно, човечката природа
сака да се повлече од Божја одговорност, затоа што сваќа дека не е достојна за тоа. Но тоа е добро чувство. Само што не треба да се повлечеме, туку со се чувството на недостојност и понизност, сега треба да покажеме вера и да продолжиме во тој правец. Еве, Маној не разбирал никако поинаку што да направи, како да направи од тоа чувство на недостојност и безпомошност, од тежината на одговорноста која што им била дадена, па затоа се молел Господ повторно да го испрати својот ангел за да ги поучи како да постапиме со детето што ќе се роди. Сега на прв поглед, пак ќе речем, на прв поглед чудно, па нели ангелот кажал како да постапиш? Што ти треба повеќе? Зошто таа тежина на одговорноста? Што е проблем да не пиеш вино, да не јадеш грозје, кој ќе се роди детето, никогаш да не му ја сечеш косата, колку и да расте, од младо, така. Тоа се многу прости, јасни инструкции. Што е сега проблемот? Зошто бараш нови инструкции? Дали случајно родителите на Самсон навистина биле убедени дека нивното дете е ветениот Месија и ја чувствувале сета тежина на одговорноста која паднала врз Марија и незиниот вереник Јосиф многу векови подоцна. Најверојатно. Како и да е, првата лекција што ја извлекуваме од тука, иако вие, кои што сте родители, одамна сте родители, и понатаму тоа нема да бидете, вие кои што не сте родители, веројатно нема да има време да бидете родители, ако ќе видиме, да даде Господ и да има, но ќе видиме. Како и да е. Првата лекција што треба да разбереме. Да даде Господ секој родител не за специјално најавено дете, не за Месија, не за Самсони, Мојсеевци или било какви ослободители. Да даде Господ секој родител за секое дете и она најприродно дете што ќе го добие, што ќе го роди, да се однесува со таква одговорност, со таков страв Божи, со такво чувство, какво што го имале овие родители. Бидејќи секое дете е дар од Бога. Секое дете Господ го довел на свет и го создал за тој да се прослави и тоа дете да живее и да биде растено и воспитувано за негова слава. Точно или неточно? Точно. Дали го исцрпе времето за денес или сакате да продолжам? Ај за денес ќе направиме пауза. Уште еднаш да кажам, поука за сите нас, било да сме, било да не сме родители, било да планираме да бидеме родители или да не планираме веќе, било што год да сме, секое дете, големо, мало, родено, се уште не родено, секое дете, да го сметаме за Божјо дете, со специјална намена во Божјото дело. И така да се однесуваме кон Него. Божји дар
кој што треба да го посветиме на Божја служба за прослава на Неговото име. Со сето тоа што се подразбира и што Божјата реч го подразбира. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.